Добро вечер, драги гледачи, добро дојавте у четвртата епизода од подкастот. Се надевам дека сите до сега ви се свиѓа, сам да им дадам голема благодарност до Прес 24 кои се наша медиумска поддршка, исто до моите спонзори, без кои не можеме ова да го направиме, тоа се Takt.mk, Акција 24.mk, Apollo принтерите и исто така Кафана. Уживајте у подкастот, бидејќи имаме многу добар гостен, многу добри теми и ќе видите Ксенија што кажа Николова за све што има поминато низ животот. Мислам дека и вие нешто ќе научите од тоа. Убава вечер и изгледате го подкастот до крај. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све Бомбакис! Се снима све? Значи да почнеме. Како си, Ксенија? Дали си добра? Одлична сум. Како не најде, дали лесно не најде, пошто тоа е првото прашање за сите што го поставувам. Супер лесно, со навигација таман. Те донесе директно до Пред врата. Што правиш ти, како си, што има ново сега у моментов, што се дешава кај тебе, пошто гледам дека си актуелна на социјалните мрежи, правиш многу интересни работи и реклами имаш доста. Кажи ми што се случува, нешто малце околу тоа. Па доста динамичен период е ова за мене, многу нови работи се случуваат. Ја спремаме апликацијата за женската платформа Better Woman, Better World, што ја лансиравме фактички пред година и пол. Сега ја правиме да биде мобилна апликација. Прво си беше веб платформа, намената за македонски пазар, а сега ја правиме да биде интернационална. Тоа е твоја лично тоа? Да, тоа е мој проект. Или со уште некој си врзан? Секако си имам дел од тимот кои се стручни за во разни области, девелопери и така, меѓутоа креативата, идејата е комплетно моја. И сега се спремаме за лансирање, тоа е огромен проект. Мислам, кој развивал апликација од нула, знае за што зборувам. Сам имам многу работа. И сега се спремаме за тоа лансирање. Истовремено се спремам и за некоја промоција за нов роман, Здравје на пролет. Уште малку ќе можам поконкретно да зборувам за тоа. И така на Инстаграм сум си активна, тоа е дел од моето секојдневие и таму работам со работки. Супер. Како идат социјалните мрежи, кажи ми, пошто си доста активна во последно време. Ја толку често не постирам, бидејќи не знам, не дека немам време, него можеби изгубив некоја, мислам, идеи, такви ствари. Ја гледам дека ти си цело време активна, дека секој ден нешто постираш. Секој ден, да. Искрено тоа ми исполнува, значи тие креативни видеа, затоа што јас си ги комбинирам со моите квоти, со дел од тоа што сум јас најмногу, тоа е автор, писател, и некако се пронедов во тоа катче. Плюс тука доаѓаат и некои други соработки кои што се како последица, убава последица од она што го правиме. И ми исполнува тоа, некако е мое време, јас си го креирам, јас сум си креатор на тоа, слободно се чувствувам, инспирирана сум. Имам периоди кога секој има периоди кога сум тивка, кога не ми е до и те мрзи, не ме мрзи и не сум инспирирана, сакам да се повлечам, чувствувам дека сум кажала се, треба малку да стигнам, ама овој период ми е некако така све убрзано, жив, да. А кажи ми фановите како реагираат на тоа? Фанови, добро, луѓето што не следат. Па добро, поддржувачи, поддржувачи. Па супер, јас имам таму некое многу убаво катче изградано на Инстаграм, претошно сме жени собрани. И си имаш статистика? Имам, статистика. И што повеќе околу 80% се жени. Се жени, така. Знаеш дека и мене 70% жени ме следат, да. Епа супер. Добро, па и твоите квоти, твоите. Па добро, ја мислам дека поише мажи, ама не знам така обратно. Се инспиративни и мотивирачки, така што ме следат жени и супер, енергијата е секогаш пријатна на тоа каче. Има нормално и некои денови кога нешто ќе излезе надвор од контрол, но генерално мојата публика се пред се моите читатели. И затоа мислам дека некако сме поврзани на едно друго ниво, а ова све што се случува со Инстаграмот и социјалните мрежи дојде отпосле. Јас почнав на Facebook уште кога не постоеше Инстаграм со тие некои квоти, па моите дела, па моите книги и така некако едно по друго. Се живеели од Инстаграм, само од Инстаграм? Па знаеш и ти дека види, зависи. Зависи какви ти се соработките, како си ги постиш условите, како го развиваш профилот, како гледаш на тоа. Има многу профили што имаат многу потенцијал,
но не заработуваат од тоа. Јас лично заработувам од Инстаграм. Има периоди кога заработувам одлично, има периоди кога заработувам Тоа е помалку. променливо. Тоа е променливо, да. не е Исто и константно, кај мене, исто и исто. кај тебе, тоа е тоа. И затоа сакам секогаш да имам плюс уште нешто, затоа ми биде така некое сигурно, нели, сигурно да се чувствувам. Нормално. Јас не заработувам само од Инстаграм, меѓутоа Инстаграмот ми е супер прилив Од страна, пошто- Одличен, одличен. Пошто ја викам дека од плата не се живее, затоа Така мораш да имаш од поише страни Така е. прилив у оваа наша Така е, држава. така А е. кажи ми, блиска си со следбениците? Па сум. Мислам им враќаш цело Секогаш, време? секогаш. Да, и си разговараме на многу и така и деликатни, некогаш и интимни Ќе те теми, прашам, да. Таков ми е мене профилот, таков ми е, отворена сум за тие работи, сакам да ете така да си помагаме, да се поддржуваме и се чувствувам дека тие се слободни со мене затоа што ми поставуваат прашања кои се за нив многу лични, споделуваат со мене многу лични работи, што значи дека може би се чувствуваат удобно. Пошто знаеш, некој кој ќе има многу followers Да. и се крева горе на Не, лета високо не. и ги заборава, не им враќа ништо. Ја на сите им враќам и затоа викаат еј Бомбаки, ти си Да, многу дека добар си за тоа останал што со тој, нас, да. Па така и затоа треба. и сакав и да те прашам. Да. Ај сега почнавме едно, сам да те навратам скроз на почетокот. Која е Ксенија Николова? Сам да ми кажеш све од А до Ш. Ма да. Кај си порастала, од кај ти е потеклото, Така. кај си учела све тоа. Јас сум родена во Скопје. Долги години живеев во населба Аеродром, таму израснав. Значи кај мене. Кај тебе, таму израснав, таму е моето детство и таму беа моите најубави години. Кој растел во Аеродром знае дека ние имавме многу дружби. Значи ќе се сложиш со мене дека Аеродром е една од Така е, најубавите така населби е. во Скопје. Јас тоа стално го кажувам дека за деца, за тинејџери, за дружби, тоа беше една најубавата населба. Ние имавме многу деца во нашата А зграда. каде во мало. Аеродром? Карши Ѓорѓе Пулевски училиштето во Трите кули. Па ти кај мене си Во умало во си. црвени, во средната Да, црвена, си. тука. И ние бевме 3 црвени кули, имавме многу деца во мало. И бевме едно огромно друштво. Сите се знаем, се познаваме, се уште сме така во одлични односи со тоа се стварно едни преубави спомени и игравме разноразни игри од граница до жмурка, Ластик. до ластик ние девојчињата, до не знам џамли, па не знам се и се што. И буквално јас го чувствував тоа детство, го почувствував од сабајле до вечер кога сме слободни да не се прибераш дома, да Нормално. заборавиш и на вода и на храна, туку само да те Да треба интересира. твоите да се симнат и да ти Така од кажат, тераса да ајде, те викнат, да ајде дојди дома, испотена си да се пресоблечеш на пример. И така, многу убаво детство и таму се моите нели детски и тинејџерски години, потоа се учев во основното училиште 11 октомври, тоа е во центар. Значи не си учел Не Ѓорѓе учев таму, Пулевски? не учев таму. Зашо не си учел? Па не знам, Ти некако беше на 10 да, четвори. јас многу се нервирав заради тоа затоа што сите мои другарки и другари учеа таму. И они си разговараа и за школа и за се, не може да се вклопам во тоа, некако моите ме запишаа во центарска школа. Не дека ми беше мене таму лошо, апсолутно не, школото беше Не, супер, прекрасно, 11 да, октомври, многу стабилно, убава школа, квалитетно, имавме прекрасни наставници, класен раководител, одличен, супер искуство. И потоа се преселивме на Водно. Фамилиарно. Значи сега си... Да, се оцеливме од Аеродром, се преселивме на Водно, тоа веќе јас бев во средно училиште, средно завршив во Карев, во Никола Карев. И таму исто, јас генерално школските години ги памтам по многу убави нешта. Јас никогаш не сум била дете кое што е проблематично. Многу сум учела, ама не да ме тераш, него сум сакала да учам. Ама и сум си играла. Не сум била она бубалица да не излегувам Да, од дома, само не, учиш. од се помалце, да, баланс сум правила и многу ме интересирало и да учам, но и да се дружам и имав секогаш многу другарки, многу другари. Иако бев така малце у свој свет за некои работи, сепак имав многу убаво искуство и во средно и во основно. А кажи ми, училиште. извини што ќе те прекинам, само да те прашам, која случка би ја издвоила вака од Аеродром, што ти е онака Леле, има врежена- премногу. врежена Премногу. у памет? Значи, До ден денес што ја памтиш, рецимо.
секакви работи, ама имаше граница играта, таа ми не ми беше фаворит, многу ја сакам. И се бркаш низ цела Се аеродром. бркаш низ цел аеродром, а ти знаеш дека аеродром е населба со милион патчиња, има паркови, преубав парк позади нашите згради, тој е еден од најубавите паркови. Не си одма на улица, него Така е. И тоа децава што растеле на пример во центар, особено сега, не можат да сватат колку убаво беше. Ние стварно одевме сегде пешки, сегде одевме по да. И Трибисари, нели, тука се отвори, имаше милион онакви продавнички, се сладолед, купуваш вода. И така, и се сеќавам дека кога игравме граница, секогаш ни се крија, игравме машки на женски, и ни се крија машките во Трибисари. И тоа барање по, не знам, по ходници, по, не знам, влезови, беше толку интересно како некоја како вистинска, некоја нереално убава игра. Тоа ми останало од детство. Стварно многу убави спомени. Ти фалат ли тие времења? Па, ми фали таа сплотеност и тогаш имало кавги. Значи тогаш имало се и се што не било како денес. Да, меѓутоа сите сме биле тука негде. Значи не сме знаеле за некои работи за кои денешните деца знаат и нормално тоа си го прави сега и времето друго. Не интересирале ли? Не сме имале време за тоа. Не сме имале време. Значи стварно било само базата другарство. Значи другарство, па после се друго. Значи се дружиш, имаш најчисти намери и така и од дома те воспитуваат, не те воспитуваат да имаш користолюбие, не те воспитуваат да земеш нешто, него те воспитуваат, едноставно да се дружиш, такво време беше. Има ли разлика со денешно време? Има разлика. Која е разлика? Има разлика. Според тебе? Мислам дека знаеш како, јас технологијата многу ја сакам, дигитализацијата ја сакам исто. Еве, ова се е одличен, мораме да се навикнеме. Мислам дека некако човечките односи и работата на себе, која што секако во ова време е се попотребна, затоа што ние порано не сме знаеле толку многу работи. Значи нешто ти не знаеш да го дефинираш тоа што ти е. Значи нешто чувствуваш, ама не знаеш да го објасниш, туку и да го чувствуваш и го држиш во себе. Сега веќе можеш да препознаеш што се соочуваш. И тоа некако колку е добро, толку и ги оддалечува луѓето. Сега имаме се, на пример, ама сме помалце блиски. На пример, никој ја нема таа близина. Блиски сме на интернет, можеме да си пишеме. Ама таа доверба што сме ја имале, таа удобност. На пример, јас тргам од себе. Се пазиш некако од луѓето, затоа што неќе се нормализираше тоа дека секој може да ти направи нешто. Да ти наштети. Така, секој е спремен на се. Тоа некако баш ми е криво што тоа не е само кај нас така, тоа е во светот, во цел свет така. А мислиш дека како иде времето дека се поише и поише ние луѓето се оддалечуваме? Да, мислам дека на пример сега не може, мислам, еве те викнав, дојде, ќе си позбориме, ама за некој не знам 10-20 години дека све ова ќе се дешава на онлайн ќе биде. Мислам дека ќе биде. Нема да има присуство. Мислам дека нема да има ни присуство, не мислам дека нема да има ни толкава близина, а што е најстрашно се, мислам дека нема да има ни потреба од таа близина. Мислам дека луѓето ќе се научат да бидат сами со себе толку многу што нема да имаат потреба ни од партнери, ни од семејство, ни од вистински пријатели. Значи нема да има ни емпатија ни ништо. Да. Денес нема емпатија, не па сега. Нема. Тоа ние кога бевме деца беше поинаку. Да, поинаку беше. Кажи ми, например, основно или средно, што би одбрала? Кој период ти бил подобар во животот? Па средно ќе кажам. Средно затоа што тука веќе нели се будат сите сетила тинејџерски во смисла дека малку си позрел, малку повеќе чувствуваш, повеќе разбираш и можеш да впиеш се што ти нудат тие тинејџерски денови. Јас многу сум среќна што добив од се помалце, значи никогаш не бев некој што премногу се затвараше дома за да учи или некој што премногу беше на улица, ништо не посвети на образованието. Напротив, некој баланс, таква сум од секогаш и никој не ме ни терал, ни форсирал, таков ми е карактерот најверојатно. Од се помалце и си направив едно многу убаво искуство од средно. Каде искачаше Ксенија? Сегде, многу сме искачали. Кој ти беше омилено место? Во мое време, Во твое време, во мое време. Тоа е така. Реално во твое време, ја имам 32 години веќе. Јас имам 35, значи јас сум 3 години постара од тебе. Тука сме, да, во мое време. Значи ние почнавме да излегуваме некаде 8 кон прва година. Права моја да излегуваме, онака баш да излеземе, да знаат и дома дека сме излегли, да можеш официјално да кажеш дека си излегол. И тогаш дискотеките главеше до
Па додека траја диско, тогаш имаше тие Журки. junior, senior парти помеѓу, нели? Нешто и така текно, беше. текно. И сите излегувавме на исти места. Значи сите се знаеше кај И излегувавме. имаше кај да се И имаше кај. Имаше диско како булевар, диско како МНТ, диско како елемент, како елемент. диска Ла кои беа Фабрик, Ла Фабрик, кои мислам. што беа сериозни дискотеки. Јас булевар е моето прво излегување на Климент Охридски за за оние што не се сеќаваат и таму тоа беше преубаво искуство. Сите ги знаеш, буквално, не можеш да не знаеш. Сите што се од тука, од твоето друштво, од друштвото на други друштва, ти ги знаеш. Преубава музика, преубаво, многу убаво дружење. Јас многу излегував и во средно. И мислам дека излегувањето и социјализирањето е многу битен елемент на тинеџерството и ние треба да се искуси тоа. И многу сум среќна што растевме во време каде што прво беше безбедно да се излегува. Да. Беше безбедно. Јас не памтам по некоја труканица тоа како и сегде, Тоа е но не нормално. памтам да се случило нешто травматично. Нешто лошо. Да. Беше безбедно, беше убаво, имаше избор и беа дружбите многу убави. Многу убави. Нормално. Да. А се чувствуваш ли сега безбедно? Јас сега не излегувам веќе долго време, не само во Скопје, туку општо некако, како да кажам, Дома ти е по така, така, ја изгубив таа потреба. Сакам да излезам некогаш на вечера, сакам да одам во кино, во театар, сакам да одам на концерт. Жалам што во Скопје нема повеќе избор за такви некои активности, но она што сега се сведува, ноќниот живот на што се сведува во Скопје, за мене не е не е нешто што мене би ме, нешто што ја мислам дека тоа доаѓа со годините. На пример и мене не ми се излегува сега, не знам да идам да се журкам, да пијам, не ми е тоа, некако. Сам нешто помирно, тие фази. Да. Значи треба, пошто има луѓе што закасниле, сега име тоа се наши години. Да, така е. Па ние сме го изживеале тој период кога стварно кога требало, да речеме, да. Сам да те прашам, кога сме више на таа тема, кога била првата љубов на Ксенија и дали ја памтиш? Како не. Првата љубов е многу заљубена тоа. Да, во тоа време ти мислиш дека тоа било тоа у тоа. Дека готово, ова е машито е тоа. Не, тоа мислам дека прво нека нема да преживееш ако се разделите, а после дека никога пак нема никого да сакаш толку многу. И првата детска љубов е навистина во животот, поготово на едно девојче, на една тинеџерка, зазема огромна важност. Јас ја памтам многу добро. Тоа беше и тоа не траеше кај мене кратко, туку траеше речиси се провлекуваше низ цело средно. И целото друштво знаеше за тоа. Беше баш една така интересна романтична приказна, која што заедно растевме во еден период и во еден период нели кога веќе пораснавме доволно, свативме секој си тргна по својот пат, но ништо не беше нешто да кажам трагично или многу беше соодветно за таа возраст, ама сум многу среќна што имав такво искуство. И така и многу и баш убаво сеќавање. А кажи ми, у контакт сте ден денес или не? Не сме, мислам ние се познаваме секако дека се уште сме не знам како да кажам, се знаеме дека сме тука, но не сме во пријателски, некако секој си тргнал по својот пат, да. Но за мене тоа сеќавање и таа некоја детска љубов е нешто што сум благодарна што нормално, ми се случило. сите мислам дека треба да им се случи тоа. Да. Тоа е дел од животот. Тоа е дел од животот, така. Кажи ми, имаш потекло од Русија? Да. Кажи ми маце околу тоа, ме интересира како, каде, што, како, зошто. Да, па мојата мајка е од таму. Јас сум дете на родители од различна националност. Мајка ми е од Русија и дојдена е тука беше дојдена во Македонија и се зема со татко ми, така сум јас дојдена на овој свет. Да, многу е интересно тоа, затоа што растеш со двајца родители кои навистина некако со нивните различни култури допринесуваат јас да впијам уште повеќе
различни гледишта, јазик да знам уште еден плюс. Знаеш руски? Да, знам руски, имам државјанство, така што и Значи немаш потреба за ова пасоше да се да се Да. заебаваш. имам два пасоша, и руски и македонски. Така, Русија зазема многу битен дел од мојот живот. Јас имам таму и брат, имам и сестра, сум била многу пати, имам и внуци. Каде во Русија? Во Москва. Во Москва. Мојата мајка и живее веќе неколку години таму, не е во Македонија, така што ние се гледаме или кога јас одам таму или кога таа доаѓа тука. Некако Русија е навистина посебна земја за мене, мојот втор дом, ако можам така да кажам. Аполо, повеќе од 25 години увозници на принтери и тонери во Република Македонија. Све што сакате, можете да најдете на нивната страна moјтонер.mk. Ако ти треба принтер или тонер, тука е Аполо. И тоа е тоа. Која ќе направиш паралела со Македонија? Па различно. Мислам, Културите целата се тука целата негде, или? култура е многу различна. Има сличности, но таа ригидност која што имаат русите во смисла на нивното воспитување знае да биде малку поригидно од нашето. Ние сме малце порелаксирани, пофлексибилни, но е земја со огромна историја, со огромни можности, со многу народ, така што и убавини. И јас сум среќна што имам таа прилика да знам и за нешто друго, нели, малце така, и за тоа најверојатно ми извлијаело да бидам па и многу отворена за различности, за култури, за не сум баш онака некој тип кој што размислува само на еден Само одреден. напред, Така е, да, малку сум така по широко ја гледам сликата. Тоа ме радува, кажи ми сега ќе те вратам пак на средното. После средното, каде? На кој пат ја После те- средното јас се заминувам од Македонија, одам во Барселона на студии. Значи јас сакав да студирам надвор. И така ми беше замислата. Не знаев што да студирам. Имав долго време се размислував што да студирам, затоа што во тинеџерските години бев дел од едно драмско студио на Весна ќе ми Петрушевска, кажеш и за тоа. да, и се викаше Baby Show емисијата која што ние бевме деца глумци дел од таа серија. И сите ние кои што во тие клучни години се занимававме со тоа, нормално е дека почнавме да размислуваме дали да се запишеме на драмски факултет на ФДУ кај нас. Меѓутоа, тоа е огромна одлука и јас доста време се размислував, сериозно размислував да го направам тој чекор, но на крајот некако се одлучив дека и нормално тука и други околности беа присутни, се одлучив дека може би е подобро да учам нешто, да студирам нешто друго и се одлучив за некоја генерални студии по бизнис и заминав во Барселона. И не се каам. 4 години? 3 години беше години? факултетот. Да, не се каам затоа што тоа ми го промени многу. Hablas español? Кларо ке си. Знаеш, значи, ова е трет јазик што го ова е откриваме трет, моментално ова е во трет подкастот, јазик, дека да, го знаеш. македонски, руски, шпански, англиски, француски. И француски. Да. Ја француски сум тапа, така. Да. Јас го изучувам последниве 2 години, многу ми е убав јазикот. Убав е, ама е тежок. Ама е Мислам, тежок. сите јазици се убави. Да, ама е тежок, многу е тежок, да. И во Барселона мене ми се случува ренесанса во животот, затоа што Кажи ми малце за животот од преубаво, преубаво. Запознав премногу луѓе, бевме цимерки неколку од првиот до последниот ден заедно останати. Шпанци? Не, германка, една девојка од Бугарија, имавме цимерка и од Белгија, која што ни дојде во една година. Преубаво искуство. Значи, Барселона е град кој што јас секому го препорачувам да го посети. Многу open-minded град со многу различности, град со луѓе кои што стварно се толку некако фокусирани на други работи. Тие националности од секден, кога ќе ги впиеш и кога ќе сватиш како луѓето размислуваат, се менуваш, од корен Да. се менуваш, скроз се менуваш. Јас многу станав самостална таму, научив многу работи за себе. Ќе научиш да готвиш. Се, значи од 18 да години пиеш, си сам живееш, значи се грижиш за себе, се грижиш за својот дом, се грижиш за Чистиш студиите, се. да, се да биде како треба. И таму, фала Богу, се ми одеше добро со факултетот. И така и 3 години вака ми помина.
Не сакав. Би не се с- вратила. би се вратила. живеела Тоа во е најбавиот Барселона? период од мојот живот. Да. Ете, ако морам да одберам, не, тоа е Барселона. Затоа што Јас се согласувам со тебе. Да, Сум бил да. во Барселона и знам како да, е. Така. многу слободно се чувствувавме, многу среќно. Знаеш што само не ме бендисува кај Барселона што не можеш да пиеш пиво на улица. Ја цело време си пијам пиво, сакам да си пијам пиво. Зашто не можеш да пиеш пиво? Па зашто не е дозволено, зашто Стварно? законот е тој, да. Ау, Дека во не моје може. време не беше И така. ние моравме да се криеме и да пиеме пивце некој. А може го смениле тоа Да. ради безбедност. Ама да. нема врска, добро. И не ми се свиеше на Ла Рамбла што многу крадат и Крадат, такви крадат. ствари. Тоа е многу страшно за И тоа Барселона. туристите. Многу крадат. Мене Да. ме имаат покрадено сигурно 5-6 пати у Барселона. Да? Многу крадат. Значи дури е невозможно некогаш да не те украдат. Многу крадат и тоа се значи, многу. тоа им е у крв. Да, многу крадат. И тука и покрај морето што е, нели, да, и тука на на плажа и Барселонета. Барселонета и тука крадат многу. Ети тоа мене не ми се допаѓаше. Исто меѓутоа и Барселона не е многу безбеден град, Да, тоа не е факт. Не е безбеден, али е Да. па, Ама не знам, има ама е- дух, има Така е, некој преубав, дух. преубав е и ете тоа ми е навистина еден од најубавиот период во мојот живот е тој. Кое време се случува? 2007 до 2010 јас сум во Барселона. Таму завршувам, значи студии по бизнис и со насока после туризам и менаџмент. Завршувам 3 години и не сакам да се вратам во дома, многу ми беше убаво, но моравме, нели, секој по свој пат, се враќам дома. Една година правев пауза од студирање и размислував што е следно. И после една година заминав во Дубај. Пред Дубај, сам да Да. те прашам, Дубај ќе го ставиме, сам да те прашам за беби шоу моце, да Да, ми ајде, раскажеш. да. Кажи ми, од каде дојде до идејата да бидеш, сакаше да бидеш глумица? Сакав, да. Желбата од каде дојде? Јас од секогаш сум гравитирала Како влета во целата приказна? многу природно. Јас од секогаш ме интересирала уметноста. Значи дали е тоа филмот, дали е тоа театарот или е пишувањето, креативноста е секогаш била моја појака страна. И нели од детето од мало си покажува така некои Афинитети кон афинитети, да, и моите ме забележале, мајка ми ме забележала и се отвори тоа драмско студио на Весна Беби. И беше супер прилика за ние прво да си го пополниме квалитетно слободното време, зашто таму се читаше, се вежбаше говор, дикција, држење, сценско движење, самотоварба, многу важно. Која година било Цело тоа? мое средно, значи од 2003 до 2007. Тогаш ние кога се запишавме не знаевме Значи, дека подолг период. се Подолг тоа. период, да. Ние бевме семејство едно таму. Ние не знаевме дека ќе има емисија од тоа, ние само се запишавме за да бидеме дел од драмско студио. И многу се здруживме меѓу себе. Многу научивме. Остана со некој контакт. Со сите сме Со контакти. сите И си тоа сме многу блиски. Со Весна Беби? Со Весна исто така, мислам сите ние долго време бевме дел од секојдневие, значи апсолутно од Секој ден Па идеше имавме таму? проби скоро секој ден, имавме снимања секој викенд, значи тоа беше многу напорен распоред, паралелно и школото го теравме, така што доста обврски, ама убави обврски и после се случи можноста за емисија и се направи кастинг од децата кои што бевме нели таму и јас добив една од главните улоги во таа беби шоу. Ние немавме ликови кои што ги игравме, си игравме себе си. Но имавме и некои текстови кои што ги обработувавме, имитации кои што ги обработувавме, имавме некои диалози помеѓу нас, че беше како еден концепт на забавна емисија за деца од повеќе агли, значи беше многу интересно за тоа Како време. што е сега Дајте музика. Да, Дајте Нешто. музика е скоро речи се по сценарио целосно, со музика, меѓутоа ние имавме имитација на познати личности, имавме и гости, викавме, правевме како некои интервјуа, беше така многу, можам да кажам, прогресивен и интересен начин на концепт на емисија. И тоа беше и стана многу популарно во тоа време, нели, телевизијата беше многу моќен медиум и ние станавме познати. И тоа беше така чудно, затоа што бевме деца и У школа? сите те знаат. Да? Сите те гледаат, сите те Ти знаат, на кажуваат улица нешто? те знаат сите. И добите те кажуваат, некои те зеза, некои се, ама ние некако бевме баш бевме самодовербата многу ни се изгради. И затоа морам да кажам дека должиме големо благодарам на Весна и на нејзиниот концепт, затоа што многу ни даде
ни даде смелост и да се откриеме малце себе си повеќе. И некои од нас и се запишаа на драмски, се веќе актери сега, се актери кои што работат во театар, но некои од нас како мене. Зашто тоа ми беше прашање, зашто не продолжи со глума? Искрено, јас имав и од дома некои Рестрикции? Не рестрикции, туку да се запишеш на глума е огромен чекор, затоа што тоа комплетно ти го дефинира животот. Значи, глумата не е нешто што можеш да го работиш на страна. Значи, тоа апсолутно ти зазема, ти го впиват животот целосно. Дека нема пари од глумата. Плюс тоа што мислам дека апсолутно секој го чул од родителите во даден аспект и така има моите некои ставови. Но познавајќи се себе си, јас сум многу упорен човек, така што ако сум го сакала тоа толку многу, мислам дека не можеше никој да ме разубари. И јас се колебав, и јас се размислував. И не се каам, затоа што пак се бавам со уметност, пак пишувам, нели тоа произлезе како нешто што исто јас од секогаш го правев, испадна дека тоа ме дефинираше целосно, но љубовта за филмот, за театарот останува тука, никој не може да ти ја земе. Ама ете, така требало да биде. Би глумела сега пак да имаш некоја понуда за филм или за театар, за било што? Зошто да не? Да, зошто да не? Би се обидела, би ме вратило назад, многу мислам дека има тука нешто уште во мене што жари, што тлее, да, и зошто да не? Зошто да не? Кажи ме, ајде сега, пак ќе те вратам. Дубај, стигнавме до Дубај. Да. Кажи ми малце за Дубај, како, Дубај, зашто? по моите постдипломски студии, мастер студии по менеджмент, хоспиталити менеджмент на хотели, 1 година поминав во Дубај. Зашо баш Дубај? Затоа што академијата за менеджмент за хотели беше многу добра таму. И имавме многу добар момент што во Дубај нели многу хотели во тоа време Дубај пркна, буквално стана таа дестинација што е денес. И сите Тоа е веќе 2012. Да. И сите тие хотели кои што ние ги немавме видено, ни можено ни замислено, беа таму. И беше супер прилика да студираш и паралелно да видиш што се случува во пракса. Да, имавме одлична академија, доста строга, многу убаво искуство, година дена. Преубаво. Мислам, јас многу се пронаоѓам во странство и многу се адаптирам брзо. Ама пак си тук. Пак сум тука, така некако животот ме однел, ме враќа, никогаш не се знае, но јас брзо се адаптирам. Не сум тип, на пример, ќе отидам и да не можам да се вклопам. Не, многу брзо се вклопувам, брзо си го правам секојдневието. Имам среќа или таков некоја енергија за тие работи. Таков карактер. И тоа брзо исто заврши, помина. Се вратив после тоа, решив да се... Јас размислав и да останам во странство, во Барселона размислав да останам, можев да останам. Ми се случија некои семејни промени кои што морав да бидам присутна во Скопје. И така и се вратив на крај после Дубај и се продолжив тука. А сега, например, да имаш некоја понуда да идеш во странство, дали би живеела, дали би ја прифатила таа понуда? Само ако има вистинска суштина, во смисла да е нешто што мене би ми го продолжило она што досега го правам. Значи не би отишла така да се барам себе си или да не знам кај одам, да талкам, не. Ево да идеш конкретно. Конкретна некоја понуда за работа или еве нешто што развиваме моментално со платформа, ако се укаже некоја прилика за продолжување на тоа од некоја друга локација, да, би заминала. А не те прашав дали си ја сакаш Македонија? Јас ја сакам Македонија. Јас не сум некој кој што, например, многу често тоа го зборува, меѓутоа јас Македонија ја сакам, јас творам на македонски јазик од кога знам за себе. Сум напишала 6 книги на македонски. Ја почитувам својата земја, сакам да биде земјата во која живеам подобра. Се трудам да придонесам она што јас можам да биде тоа така. Меѓутоа исто така јас се чувствувам и како некој кој отфрлена од својата држава. На моменти се чувствувам како поединец спрема толпата, ме разбираш, така што многу често се чувствувам и несватено, не вклопено целосно помеѓу овде, но тоа не ја намалува љубовта кон земјата. Земјата нема врска со тоа. Луѓето, менталитетот, начинот на живот
за мене нормално, можеби тоа што сум живеела некако во странство и се малку за мене не е сосема вклопен со она што сум јас. Да, маце со менталитетот имаме Да, проблем, да. те разбирам скроз. Ама затоа нели сите сме веќе граѓани на светот, така што некако впиваме од сегде и мислам дека тоа и ќе се менува. Кажи ме, ајде сега за да влеземе маце у љубовта према пишувањето, првата твоја книга, колку книги имаш, од каде инспирацијата и тоа све сакам и не те прекинувам, да ти кажам, почни да збориш. Јас имам 6 романи издадени, почнав да пишувам од многу малечка, првиот роман ми беше издаден на 19 години и од тогаш без престан почна да се редат еден по друг. Од пред 2 години ми се преведоа дел од делата, ми излезе едно дело на англиски, пошто едно на англиски, па едно на руски, па едно на бугарски, едно на српски. И полека така ми се отвори патот и за надвор од Македонија, што е супер. Пишувањето е заради пишувањето се друго мене ми се случило. Значи немаше да постои Инстаграмот за мене ако не беше пишувањето. Немаше да постои ни платформава што ја развивам ако не беше пишувањето. Се почна за мене од тоа и затоа секогаш кога ќе видам како на пример некогаш родителите знаат да ги демотивираат децата што сакаат да се занимаваат со уметност, затоа што нели во уметноста нема пари, секогаш ги охрабрувам да ги пуштат децата си го најдат својот пат, затоа Сами да си одберат. Затоа што не е само уметност. Уметноста отвара и други врати. Ти ако си уметник, можеш да работиш уште 200 други работи кои што ти ги работиш благодарение на тоа што си уметник, односно уметноста ти отвара врати, кога го работиш тоа што го сакаш, мислам дека имаш огромни поголеми шанси да успееш. Ето така, и сега спремна ми е и новата книга која што на пролет, 7, да, ќе излезе, едва и чекам. И така, јас цело време си пишувам, тоа ми исполнува многу. А кога почна твоите дома што како изреагира? Јас прво си пишував за себе и после во еден период ти кога пишуваш немаш појма дека еден ден ќе издадеш книга, туку си пишуваш за себе, ти олеснува убаво ти е така. Меѓутоа јас морам сега да бидам искрена и да кажам дека јас го поминав тој период на сомневање од страна на блиските, нели? Не дека имав јас као и супер, ајде, туку имаше еден период каде што требаше да се докаже дека јас тоа умеам и сакам да го правам и на долги стази. И дека има и бенефит. И дека има и бенефит. И затоа, бидејќи сум го поминала тој пат, секогаш сакам да јас да давам поддршка, а и да охрабрувам луѓето да им даваат поддршка на блиските, затоа што поддршката е многу важна. Многу е важна. Многу луѓе се откажале затоа што немаат поддршка. Јас сете не сум се откажала, меѓутоа треба да се дава поддршка. И не кога зборам за поддршка, не зборам за материјална поддршка, туку буквално да му се најдеш на човекот, да му дадеш кураж, да го ислушаш, да му дадеш мотивација, да знае дека тука има некој што, нели, го прати, го гледа, така е. Ветер у леџа, што би рекле. Така е. Тоа е докажано дека тие деца што имале ветер во грб од аспект на морална поддршка, многу полесно се пробиваат во животот. Оние другите што ја не го немале тоа, малку мака мачати со самодоверба и со се. Но ете, доаѓа време кога се менуваат работи. И ја ги разбирам скроз затоа што на почетокот кога ќе им кажав на моите вика да ја што се глупираш, што правиш. Да. И после кога ги видоа работите како стоа, вика, ајде можеш. И затоа и сум со жена ми моментално затоа што она ми е најголемата поддршка. Ако не ме поддржува ова што го правам, тоа што не ми требаш. Така е. Кажи ми инспирацијата од кај црпеш за книгите, за пишувањето? Од буквално од секаде, од животот, од моите случаи. Моите книги не се автобиографски, меѓутоа јас многу впивам, се интересирам, љубопитна сум, откривам многу работи, едноставно сама те наоѓа инспирацијата. Јас сакам да пишувам за општествени теми во смисла за стигми, сакам да креирам ликови кои што се многу лесно можеш да се поврзеш со нив, ликови кои што се полни со кревкост, кои што не се толку очигледно силни, туку имаат своји внатрешни борби, секогаш и менталното здравје како еден момент се провлекува во моите ликови
женски ликови сакам да градам многу. Новата книга што ќе излезе се 4 женски хероини, 4 женски ликови кои што се сите различни, многу интересни на свој начин. И така, сакам малку да чепкам во некои теми кои што не се толку многу зборени. Се уште се можеби табу теми, теми на кои треба малку почесто да зборуваме. Кажи ми за првата твоја книга, као беше за да ја издадеш, мислам, као ти дојде идејата и кој ти помогна да ја издадеш? Ми помогна мајка ми тогаш, морам да кажам. Значи, јас имав собрано колекција од приказки. Првата ми беше колекција од приказки, значи збир од раскази и ја дадов да ја прочитам, ја проучите и ми рече ова е интересно, сакаше да се обидеме да го издадеме. Во тоа време немаше многу, нормално немаше ни социјални мрежи, немаше ништо и немаше многу млади автори. Кој време била првата книга? 19 години имав јас, значи тоа било 2008 година. Многу одамна. И се сеќавам, направивме контакт, забрзо се успеавме да се договориме. Во тоа време не беше секојдневно, па ни вообичаено младите да пишуваат. Тик-так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си ефтини се, а се македонски, поддржете македонски производи. И сега ми е драго што тоа се менува. Социјалните мрежи си го направија тоа, меѓутоа секогаш велам, ние тоа не го правевме, јас никогаш не станав писател за да бидам популарна. Не, јас си имав потреба. За себе. Да, и ние тогаш немавме некоја популарност ради книгите, немавме ни кај да се промовираме, имаш па неколку емисии, телевизијата е тука, ама за да стигнеш на утринските викале, да, ама за да стигнеш на телевизија, мислам, да. И така тоа се менуваше, ама ите малце по малце се пробивав низ патот свој и си ја најдов својата публика која ме следи и понатаму. Тоа е најважно, да ја најдеш својата публика. Публиката е таа што нас не препознава и ни ја дава тежината. Ние на крајот од денот твориме за публиката. И мене ми е драго што некако мојот пат си го пронајдов. А кажи ми, дали планираш некоја за себе да издадеш книга за автобиографска? Планирам, ама рано ми е уште. И дали се согласуваш со мене дека секој човек треба да си напише некоја книга за себе? Тоа е еден супер начин да продреш подлабоко во себе и да направиш едно патување низ минатото и се што ти се случило. Ние многу од работите ги забораваме и не размислуваме за нив. Книгата и пишувањето помага во тоа. Мене ми е се уште рано затоа што чувствувам дека треба да искусам уште некои работи и знам дека таа книга би била многу интересна за читателите кои што не познаваат тој аспект, да те запознаат во прво лице. Да не нели, меѓутоа тоа би го направила малку понатаму во животот. Сигурно ќе го направам, но не сега. Знаеш дека ја имам книга. Како не знам. И не знам, ми дое така да си ја напишам, да им кажам чисто што имам поминато и мислам дека на доста луѓе им помогнав со тоа. Така да и за тоа. Зашто отворено зборуваше за многу важни. Скроз искрено. И тоа Јас апсолутно и треба да се гордееш, јас сум апсолутно за тоа дека уметноста е достапна и треба да ја користиме. Значи ти имаш глас, ти имаш приказна која сакаш да раскажеш и апсолутно треба да ја раскажеш. Таа е твоја лична приказна, ти не можеш да знаеш кому ќе помогнеш, во твојот случај сигурно си помогнал на многу луѓе и мислам дека треба да ги користиме сите тие нешта кои што ни се од Бога дадени, така, значи од Бога ти е даден тој твој пат, твојот импакт, твоето влијание и зошто да не го искористиш да ја раскажеш. Тоа ми беше целата поента, сакав да им кажам дека на луѓето ако нешто се случи со некоја болест, дека не е крај на светот, дека може да ја победиме таа гадна болест. Така е. Да не навлегуваме сега на тажни теми, сам да те прашам кој ти е омилен автор и што читаш? Јас ги обожавам нашите драмски писатели Дејан Дуковски и Горан Стефановски. Горан Стефановски
веќе покоен. Тоа се некои и во драмското студио кога одевме кај Весна, ние растевме со тие драмски текстови и многу оставиле силен белег на мене како автор, затоа што јас во моите романи диалогот ми е една од најсилните алатки и многу голем процент од мојот романот не е секогаш сведен на диалог. Значи јас многу сакам кога ликовите во романите разговараат меѓу себе. Мислам дека главната суштина на приказната многу често таму се состои и многу имам впиено од драмските писатели затоа што кај нив токму тој момент е многу круцијален. Меѓутоа сакам да читам искрено и освен што сакам да читам, многу сакам и филмови да гледам. Кога гледам филмови многу впивам и од сценариото. Например, какви филмови? Мислам, кој жанр на филмови? Психолошки трилери многу сакам, психолошки трилери многу сакам. Сакам и минисерии кои што обработуваат такви теми. Гледам многу филмови, документарци ме интересираат, гледам и ток-шоуа каде што подкасти слушам. Значи некако од секој можен аспект сакам да впивам нешто, да бидам не во текстот тоа што се случува, туку едноставно да гледам да црпеш добри информации. Така е. Има многу интересни, има и автори кои што се млади и кај нас кои што се многу добри. Има навистина многу избор на разновидна литература која што треба да се прочита, да се даде шанса. И ете, никогаш не можеш да знаеш кој како ќе те инспирира, од кој што ќе земеш некоја енергија. Нормално. Да. Кажи ми, има некои млади автори што кажа сега, што ти пишуваат Ксенија да помогне ми нешто да на каде да идам, што да правам, како да ние пишам. Дали им помагаш ти? Сега ќе ти кажам една ексклузивна вест. Сега на платформата што ќе лансираме апликацијата, јас ќе имам како работилница за креативно пишување, која што ќе ја дадам бесплатно на жени кои што сакаат да пишуваат. Значи ништо ја не можам да па сега женска платформа. Да ставам пеника. Меѓутоа тоа нема да биде од аспект сега јас да ги учам да пишуваат, апсолутно не. Јас немам не сум ни завршила тоа, немам ни не се чувствувам дека тоа би ми било удобно и дека можам да го правам. Тоа е малку по друг аспект, туку да им го споделам моето искуство, мојот пат, затоа што многу од нив ги интересира. Океј, ја напишав книгата, сега што? Нели, ај сега да видиме како ова, како она, како да се преведе, значи тие сите аспекти, но и наоѓање на тој свој глас како автор, каде што сметам дека можам да придонесам со моето искуство. Значи нема да биде некој курс или не знам некоја школа, академија, не, тука апсолутно како една работилница каде што малце ќе имаме брейнсторминг. Да, информативна и таа ќе биде сосема бесплатна, затоа што знам дека оние кои што почнуваат да се занимаваат со ова, доволно ќе им биде тешко додека застанат на ноза и Али добро, пак на некој начин ќе им помогнеш и ќе ги поттикнеш да направат нешто. Па да, мене би ми значило, ете тогаш јас да имам таква можност, некој да ми каже и вака е мојот пат, ова се моите лекции, ова се моите совети, би ми значило. Дефинитивно. Да. Кажи ми, не знам дали знаат луѓе дека си автор на некои песни на некои наши познати пејачи. Да. Мислам дека знаат. Автор сум на доста текстови за нашите македонски артисти. Кажи ми некои, пошто ја например. За Тамара Тодевска, Залудно е мој текст, Бродштото е мој текст, за Кукулеле, Цимери има една песна, тоа е мој текст. За Александар Тарабунов, за Бојана Атанасовска, за Последно Павле, Мија Бела, да, таа е мој текст и така, за доста пејачи сум соработувала. Меѓутоа, македонската музика доживува некои како така, да, некои така, навистина немили ситуации, каде што веќе се гледам дека желбата се губи затворење. Тимот се распаја затоа што нема нити средства, ниту волја, ниту смисол, некако знаеш така да. Ја мислам дека треба само да имаат малце мотивација повеќе за да задржат естрадата, затоа што мора да работат, мора да плаќаат, мора, мислам, на себе, да издаваат албуми и такви ствари. Да. На тој начин, пошто гледаш што прават србите, издаваат 2 албуми во една година, прават циркузи сега. Така. Значи мора и они се криви, не само Така е. Знаеш што, пеачите кај нас многу често ова ќе го кажам како моје транспарентно мислење, многу често бараат хит.
и го обвинуваат по својот тежок пат или бавен пат затоа што не им се случил хитот. Меѓутоа хитот го прави пејачот. Значи Нормално. пејачот го прави хитот. Хитот не го еднаш во 10 години се случува како во случајот со Дупер, групата која што за жал се распадна. Не сум твој тип беше нивна прва песна и таа песна ги проби, не само што ги проби, него ги лансираше до вселената и назад. Тоа се случува еднаш во 10 години. Тоа е среќа, тоа не можеш да го планираш. Меѓутоа коцките да ти се наредат, да е право време да имаш правата песна и сетно. Меѓутоа тоа не е возможно да се случува толку често. И кога веќе знаеш, кога го знаеш тоа како податок, треба да бидеш свесен дека треба да бидеш ти тој кој ќе го направи хитот. Да направиш доволно лична своја приказна со која публиката ќе се поврзе. Публиката не се поврзува само со музика, туку и со твојот живот, со текстот, со енергијата што ти ја зрачиш, со она за кое ти се залагаш, со твојот став. Кога ќе се изградиш како персона јавна, тогаш што и да отпееш, ќе биде лично твое и публиката ќе се поврзе и со тоа. Ние за жал многу од младите пејачи го скокаат тој дел и го бараат тој хит, многу голем дел од нив и пеат песни на првата песна ќе испее на македонски, после нема да доживее некој успех и ќе помисли дека можеби треба втората да биде на српски, за да се и сето тоа е окей. Јас знам дека се обидуваш од разни од агли. Да, и на пазарот да го прошириш. Меѓутоа, колкави се шансите? Колкави се шансите во морето од пејачи во Србија? Таа една песна тебе да сте многу малку. Ама ти треба да работиш на себе, треба да направиш една, две, три, не може хит да направиш од одма. И прво треба да изградиш својата личност. Значи својата личност, кога ќе изградиш својата личност и луѓето веќе знаат ти кој си, зашто се залагаш, што зрачиш, кој е твоето животно мото, значи може да те дефинираат со 2-3 збора, тогаш и твојата музика добива некоја димензија. Инаку е безбојно, инаку се песни слични една на друга, тоа е реалноста, значи многу е тажно, патот е многу тежок. И колку помага YouTube, помага технологијата и дигитал, толку и одмага, затоа што имаме толку голем избор. Колкава е шансата една песна да се извои од морето, 20 песни кои излегуваат оваа недела. Многу е тешко. Дури и србите имаат многу голем пазар за тезги, значи имаат настапи. Да. И тие од тоа, меѓутоа и тие пејачи јазичната бариера. Така е, и тие пејачи го чекаат тој еден хит и таму се случува истото. Нормално, ама они работат цело време. Една, две, нема да иде 3, 4. Ја бараш треба да најдеш своето место под сонцето. Да се изградиш како личност, да почнеш да изначиш на публиката како личност и после публиката ќе ти ја засака и музиката. Тоа ќе дојде едно само по себе. Само по себе, ето така. А кажи ми за соработките како доаѓале, кој Ксенија, ајде да се видиме, да направиме, сакам, не знам како. Да, мене искрено Роберт Билбилов ми го отвори патот во тој свет и јас сум многу благодарна за тоа. Он ми пристапи и ми рече сакаш да пробаме да соработуваме, затоа што гледам дека пишуваш, можеби знаеш и да напишеш текст. Јас немав појма дали знам, ама испадна дека сум знаела и така еден по еден, после нели друг те бара, трет те бара и така. Тоа одеше со една друга брзина едно време, сега малце сите се соочуваме со тоа, значи се случува една рамна линија, да? Јас ги разбирам и артистите. Многу прашања се во игра, зошто тие не можат да направат тоа што го сакаат да го направат, меѓутоа сметам дека дефинитивно треба да се свртиме кон креативноста, кога не можеме, ги немаме средствата, го немаме буџетот, го немаме пазарот, ајде да се свртиме на. Јас стварно сакам да видам некој наш да успее. Стварно сакам. Мислам дека после тоше многу ми е жал. Многу ми е жал поради тоа, многу ми е. Немаме нешто, мислам, окей, поштувам све, квалитет има, само ја нема таа звезда пошто. За мене Тоше беше звезда у вистинска смисла на збора. И Тоше си го изигра, си годеше патот многу правилно. Значи, и многу правилно, чекор по чекор. Дома прво една песна, втора песна, да не заборавиме, и Тоше му требаше време додека го изгради своето име дома. Значи не беше Тоше преку ноќ дојден, еден по еден, па Србија, па Хрватска, па Балканот, па регионот, па полека и чекораше кон светот, меѓутоа, се случи. А кажи ми вака за песните, они ти викаат
над која тема да пишеш? Некогаш Или имаат нели тема или тема, само ти да, би сакал, да, пишеш некогаш оставаат оставаат на креативна тема? слобода, да, разговараме. Тоа е жив процес, тоа е тимска работа. Не сум јас таму сама. Сепак пејачот треба да ја отпее таа песна, Нормално, треба нему да му значи, треба да ја осети. Работиме, менуваме, немам ја его за тие работи. Значи, јас нешто сум замислила, ако не е тоа ќе го смениме. Така, стварна договор. така, така. А рап песна би пишувала? Би пишувала, зашто да не? Раперите си сами имала си ги до сега? пишуваат текстовите, Да. нели? Тоа им е сршта. Меѓутоа, ако некој некогаш се случи, до сега не сум имала Да такво ти искуство. кажат Да. коли такви. Зошто да не? Зошто да не? Зошто да не? Кажи ми маце повеќе за апликацијата Better Woman, Better World. Да, тоа ќе биде една интересна женска социјална мрежа, како мрежа каде што ќе можат жените и девојките од разни култури, националности и Општо ќе биде за сите? Општо за сите, да си се поврзуваат, да си се мрежуваат, да учествуваат во разни дискусии, во разни тематски групи кои разработуваат. Нешто како женски домаќински муавети? Не, но друга расака скроз ќе имаат своји профили, профилите ќе може да си ги развиваат за своји потреби. Понатака ќе направиме и алатки за жени предприемачи, меѓутоа не жени предприемачи кои што се веќе предприемачи, туку жени кои што сакаат да бидат предприемачи, а не знаат од каде да почнат. Значи имаат идеја, ама не некогаш и знаат немаш идеја, не знаеш зашто те бива, ама имаш амбиција, имаш желба, сакаш да имаш свое нешто. Ајде да видиме како можеме да те стимулираме, да размислиш зашто те бива, да најдеш зашто те бива, а после да најдеш и комуникација како тоа да го изградиш. Спроведеш, Е да. така. И супер е идејата, значи ние не се базираме само на Македонија, јас мислам дека македонските жени, На жените од повеќе јазици? ќе биде мултијазична, да, меѓутоа сакам жените од разни земји да се сврзат, зашто тука е нашата моќ. Ние треба меѓусебно да соработуваме, ние сме мала земја. И можностите тука се тие, меѓутоа замисли кога жени од регионот, да речеме, би се споиле, би можеле многу повеќе да си Да, помагаат си и помагаат. да развиеш и на пример и некој бизнис, некоја соработка. И додека социјалните мрежи кои што се моментално присутни се фокусирани на разни работи, ова би било фокусирано само на женското зајакнување. А зашо само жени? Зашо не и Па мажи? Па сега. Мора нешто да биде. Не, јас некако цел живот Феминистка си? сум. Да? Сум. Значи да не се дираме на таа Ама тема. сега ќе кажам конструктивна феминистка, што тоа значи? Самокритичноста е кај мене многу присутна. Јас и кога зборуваме и во претходната платформа кога имавме во само за Македонија, ние зборувавме за тоа ние кај грешиме. Значи не е дека сега цветот го мразиме и се е лошо само ние чиниме, не. Ние како можеме, промената од нас почнува, така? Значи јас сум за жени, сум феминист во аспект дека многу се борам и сакам да придонесам жените да се зајакнат. Сакам жените да имаат, кога збориме за gender equality, сакам жените, изборите на жените и начинот на живот да биде еднакво вреднуван како оно на мажот. Сакам жената да има избор како ќе го живее својот живот и пристап до истите работи кои што ги има мажот. Тоа се уште не е така во многу земји. Затоа се залага gender equality. Се друго е погрешна информација. Но истовремено и ајде да видиме ние како жени што можеме ние да направиме за ние да бидеме подобри, без друг да биде факторот, туку ние да почнеме од сами себе. Да. Да. Сам да ти кажам еден пример, имав исто една другарка, феминистка, вика јас сум феминистка, ние жените све можеме, ние све можеме. И ми вика, после некое време, мислам, сме се заборавиле, ми вика, ало бомба, абе, гумата е дупно. Вика, може да ми ја смениш? Повикам, нели вие све можете, нели е све еднакво? Ама феминизмот, односно gender equality не се залага за тоа дека жените се можат. Ние не Да, можеме се. Знам. И ние не сме исти со мажите. Прво е како физички суштества не сме исти. Немаме истата сила, нема и тоа така Тоа е. е од праисторијата. Тоа е апсолутно така. Ние сме различни, тоа така треба да биде, но сметам дека треба да имаме нашите избори, нашиот начин на живот, нашето кариерно напредување, определба или лајфстайл да биде исто вреднуван. Тоа за жал се уште не е така. Многу приказни има каде што жената е до ден денес се соочува со разноразни стигми, прерасуди во професионалниот свет, кога напредува, зошто напредува, кој помогнал да напредува,
или не знам, приказните, значи јасно, се те уште капирам. тоа многу ретко го слушаме за еден маж. Кога Не. еден маж е успешен, се смета дека е амбициозен и многу паметен. А кога една жена е успешна, првото прашање што доаѓа е кој помогнал, која турка, кој го одлесни патот. Тие работи треба да се нормализираат, дека апсолутно истиот пристап, истите права во смисла истите права треба да бидат исто вреднувани. Тоа е. Точно, и се согласувам со тебе, Тоа него е. сам да кажам дека многу погрешно го разбира Да. феминизмот кога збори, не Многу погрешно, знаат многу луѓе во погрешно. што значи се Дезинформациите тоа се насекаде. Да. Некој тоа е. чул, не дочул, gender equality, значи ние сме исти. Ние не сме Да, исти. ние сме Ние никогаш тоа ние не сам. можеме да бидеме исти. Ние сме различни, тоа е супер и убавина и ние си требаме едни на други. Не се ова две банди. Ако сме исти нема да биде Така е. интересно. Така што дезинформациите постојат и тоа се кога ќе земе да се шири, тоа е една лавина од погрешни податоци и само некој чул, не дочул и така. Меѓутоа добро. И тоа ќе се менува, мислам дека. Да не навлагаме многу, да не нападнат, тоест мене да не ме нападнат, мада ја поддржувам се, така да. Не е проблем. Сам да те прашам, еве, тука пишува за анксиозноста, за депресијата, малце околу тоа да разговараме, пошто подкастиве што ги правам, сакам луѓето да научат нешто од нив, а не да бидат само трач мовети, глупи мовети што мислам дека ме разбираш, да. Да. Пошто ти јавно збориш за на овие теми и сакам да малце да кажеш нешто околу тоа. Анксиозноста и депресијата се дел од мојот живот кој јас со гордост си го носам во себе, затоа што многу сум научила благодарение на тие искушенија. Јас си го искусила лично? Како не, апсолутно. Јас со депресија се борев 5-6 години, од мојата 25 до 30 година. Беше доста сериозна борба за мене. Ми требаше многу време прво да сватам дека се борам со депресија, второ да побарам помош, трето да ја победам. Меѓутоа имав среќа од многу аспекти што побарав помош на време, што не беше предоцна, што најдов на луѓе кои ми помогнаа, што бев отворена за терапија, во смисла отворена за напредок и промена. И што после тоа си продолжив со животот да живеам онака за да таа пак не ме голтне. Акција! Акција 24.mk. Нема што нема, има што има, а има се. Најголемата продавница за мебел и декор. Така да укуцајте акција 24.mk и одберете се што ви треба за вашиот дом. Од мебел до декор, до све имаат луѓето. Затоа што депресијата е нешто што го победуваш, меѓутоа ако не сватиш дека работата на себе е постојана и постојано треба да се многу лесно можеш пак да се вратиш на старите патерни. Така што ете тоа е една голема лекција за мене. Анксиозноста е пропратна како другарка нејзина на депресијата, нели, тоа доаѓа многу често во пакет и тоа успевав да го надминам во смисла да не ми смета на функционирањето благодарение на редовни психотерапии, отвореност за работа и љубопитност и смелост да бидам доволно искрена и со себе и со психотерапевтот. Ако никогаш не можев да патувам ради анксиозноста, имаше такви времења каде што ми беше страв да ја напуштам земјата. Тие што се соочуваат со анксиозност знаат за што зборувам. Јас сум имал такви моменти. Тоа е тоа, значи се плашиш, мислиш дека светот ќе те голтне. Сега немам никаков проблем. Значи тоа е прогрес. Ама тоа е зборење со психолог. Така е, отвореност, признавање не сум добро. Ми треба помош и така и да се чувствуваш удобно во своја кожа е најтешката задача. И да бидеш сосема сам со себе и да ти е окей, да не ти треба никој, све друго е бонус, нели? Све друго е бонус и све друго е избор, а сам со себе си окей. Тоа е најтешката задача и јас сум многу среќна што го постигнав тоа. Пази, луѓето се плашат, мислам, срами ме да идат на психолог. Се уште. Да, тоа им е уште табу тема некоја. Меѓутоа еве овие разговори, влијанијата наши. Затоа и те прашам. Да, отвореноста да се споделува, само им го нормализира, тоа си викаат, па не сум сама, бебе, чим ние разговараме, чим не е страшно. Па треба и да јас да побарам помош, па ќе побарам. И така се спасуваат животите, така се менуваат животите. Мораме да разговараме на тие теми. Менталното здравје е многу сложена, комплексна тема.
Многу неосвестеност има кај нас, многу голема заблуда има кај нас за многу работи, многу луѓе мислат дека знаат нешто, а немаат апсолутно никаква ни допирна точка со тоа што го зборуваат. Многу мала е самокритичноста и многу е тешко да се побара помош, затоа што се чувствува како пораз, како срам, апсолутно не. Благослов е да можеш да побараш. Замисли да не можеш да побараш помош. Има кој да ти помогне. Фала Богу, развиени сме доволно да има луѓе што тоа така е. Луѓе студирале, учеле, се посветиле за тебе да ти помогнат. Апсолутно е тоа. Кажи ми, од каде мислиш дека доаѓа депресијата? Мислиш дека социјалните мрежи имаат врска со тоа? Не, јас мислам дека све си влечеме од детството. Се си влечеме од детството, од првите 7 години, тоа е докажано дека се клучните години каде што во подсвеста се лепат сите печати во детето. Се тоа што се дека е сунгер и дека пива така е, се што си гледал, се што си слушал, начинот на кој се разговарало со тебе, начинот на кој ти се обраќале, начинот на кој те дефинирале во домот, сето тоа овде се носи, и кај тебе ќе никне порано или покасно, на различни начини, во различни форми, се си носиме од дома. Меѓутоа јас сум исто така многу верувам во тоа дека се си носиме од дома, тоа не значи дека треба да бидеме исти како нашите родители, така, или дека треба да ги повтараме нивните грешки. Океј, се си носиме од дома, можеме да се смениме, можеме да бидеме подобри и тоа се постигнува само со работа на себе. А кажи ми, ти пишале некои луѓе дај помогни ми што да направам? Да, особено за анксиозноста, затоа што и таа стварно многу зборував на таа тема и се уште зборувам, имаме и лајвови правено со мојата психотерапевка и отворени и на платформата и се, и да, луѓето споделуваат, ама мене ми е многу драго што тоа се нормализираше. Порано не збореа луѓето за тие теми. Сега веќе да кажа, секој знае што е тоа, што е голем прогрес, па да почнеме од таму, а второ веќе луѓе. Порано ти смета да, нешто и фали или така, да. Така да се движат напред работите, далеку сме, од многу работи сме уште. Кај нас све стига покасно. Се стига покасно и знаеш, џабе прашуваме, џабе се, ако не сме освестени дека во нас е одговорноста за нашиот живот, дека ние сме тие кои што треба да се занимаваат со сопствениот живот. Сами треба да си помогнеме на себе, пошто сами ако не си помогнеме, џабе кој сака нека да. Кажи ми за булингот, што мислиш, пошто знам дека имаше исто кажувано за тоа и дека ти си го осетила тоа на твоја кожа и Да, јас зборував, баш сега имав и видеа за булинго, за врсничкото насилство. Да. Јас имам доста зборувано за мобинг, што е исто некоја варијанта од булинг само во повозрасни години. Тоа тие були растат и стануваат луѓе кои што малтретираат други луѓе во професионалниот свет и така. Јас сум доживеала мобинг и тоа од жена и тоа ми беше една од главните мотивации да ја создадам платформата, затоа што сватив дека ние жените дефинитивно, тука потекнува тој конструктивен феминизам. Значи ние треба од нас да почнеме да се менуваме. Каква е таа поддршка, кој е тој свет за кој ние сакаме да живееме, ако ние меѓу себе се малтретираме. И тоа е наш подсвеста на жената дека во еден професионален свет на маса со 12 столчиња, 2 столчиња има само за жената, значи 2 од нас мора само да успеат и ние мораме меѓу себе да се поколеме која ќе биде таа. Не може сите да бидеме успешни. Тој мајндсет треба да се менува. Апсолутно сите можеме да бидеме успешни на различен начин во различни сфери. Не сме си конкуренција, не сме си закана, нити во приватниот, нити во професионалниот. Ако си подобар, јас не можам да ти земам нешто. Не можам да ја да бидам ти. Идејата не можам јас да ти ја украдам. Таа е твоја. Твојот талент јас не можам да го ископирам. Твоите способности, твоите вештини, нема од што да се плашиш од мене. Значи кога жената е, меѓутоа тоа е цела една општествена тема. И многу често сум сведочала, значи малтретирање помеѓу жените во професионалниот свет до тој степен да една жена си дава отказ ради друга жена, доаѓа дома плачејќи ради друга жена, нема грам разбирање, а тоа се две жени што минуваат низ многу слични работи. Замисли до каде е сведена емпатијата, односно све отидено неповрат. Тоа мора да се менува. И таа фраза или ќе малтретираш или ќе те малтретираат, мора да ако. Да, добро. Си продолжуваме ние само. Или и таа фраза или ќе малтретираш или ќе те малтретираат, треба да искорениме. Значи тие се опциите, сериозно. Не сме тука да се малтретираме. Или ќе те малтретирам или ти мене, не апсолутно. Тоа треба да се искорени. Тие работи кои што се долги години нормализирани во работните на работа во професионалниот свет, особено тоа мора да се искорени.
За тоа зборував јас во едно интервју за мобингот и така. Исто така и треба да се системски тоа да се решава. Мора да има кај да го пријавиш мобингот. Значи мора да А има мора да има некои такви А нема, служби. нема во големи институции, во големи нели институции каде работат многу жени, нема каде да се пожалиш, залудно е да кажеш на гласа, па не све тоа. Или џабе ако да. кажеш таа е некоја блиска со значи, оваа, па системски се тоа да мора да се се нивелира и да се Мислам точно. дека сме многу Далеко. многу мала земја, да, далеку сме тоа дефинитивно, ама многу мала земја и не знам тоа менталитетот мораме да го смениме подитно, али Да. не знам колку, за колку мислиш, за 20-30 години, за 100 години. Види, ја може мислам дека ќе дојдат некои следни генерации кои ќе ги уживаат плодовите за кои ние сега се залагаме. Тоа е така како што ние сме ги уживале Да. плодовите на претходните генерации. Ние можеби тоа нема да го посведочиме, но во секој случај секоја генерација се залага за нешто. Еве јас сите ние и ти и јас се трудиме да придонесеме за некој подобар свет кој ќе остане На младите, така е, така е. Сакам следно прашање да те прашам, вели борбата за мајчинството, кажи ми малце околу тоа. Пошто знам дека ја правеше нешто, сакаше, па не успеа, па кажуваше отворено. Па да, тоа е тема за која нели може долго да се зборува. Јас секогаш останав позитивна во таа тема и дури блиски мои луѓе ми кажуваат дека тоа е дури чудно колку ја останав позитивна, затоа што знаеш тоа е само еден сегмент од мојот живот. Мајчинството ти знаеш подобро од мене како родител. Сега поново, да. Сега поново, родителството дефинитивно ти дава една суштина и ти исполнува, меѓутоа тоа е само еден сегмент од твојот веќе исполнет живот. Ти си пред индивидуа, па после нели со партнери така. Така што јас имам многу работи за кои сум благодарна и тоа секогаш ме движело. И не можам да се фокусирам на она што го немам, ама тоа во случајот нели не сум се стварила како мајка, затоа што ете може би така требало да биде. Јас нормално не се откажувам од таа желба, меѓутоа ете можеби патот кој што сум го тргнала ќе биде малку поразличен. Инвитрото како процес е многу захтевен, тежок и исцрпувачки процес за женското тело, да не речам и доста опасен со сите хормони и кои што жената ги прима. Колку пати имаше? 5 пати. 5 пати и братучетка ми истото го има. Да. 5 пати, 5 инвитра и 4 инсеминации, тоа се 9 обиди. За го 2,5 години, 3, тоа е многу. Тоа е многу, тоа рачунај дека јас секој втор месец сум била на нешто или сум одела во болница. И јас се изморив искрено, да ти кажам, ми дојде не до овде до назад, да. И реков, знаеш како, не со сила не можеме да туркаме нешто. Многу случаи има каде што универзумот сам си ги реди работите. Во мојот случај мислам дека тоа така ќе биде, јас така чувствувам. И малку ја кренав кочницата за своето здравје, затоа што јас ако не останам здрава, џабе е се. Ми треба малку да рефлектирам, малку одмор, малку да размислам на одредени работи и малце мислам дека после 6-7 месеци се вратив како своја на своето, знаеш, многу ми беше тежок периодот, затоа што јас бев тип кој што ја бев цело време активна и други работи правев додека ги работев, додека го терав тој процес. Многу од жените стопираат се и само тоа го прават. Ја не сум тој тип и се преморив, се преценив, се преморив, веќе и почна и да ми се одразува и на здравјето, на физичко, на ментално, на се. Едноставно сватив дека телото вели не и им треба да малце да се дигне, да се закочи. А имаш исто такви случаи од твоите следбеници што те прашувале на таа тема што Како не, многу има за жал, многу парови, многу жени што се соочуваат со тоа. А од што доаѓа тоа? Или само по себе или Не, тоа се разни приказни. Види, жената, знаеш како многу интересно во ова наше општество, кога жената не може да стане мајка, по дефолт се претпоставува, ако збориме дека сме во пар, нели? Се претпоставува дека проблемот е во жената или нешто. Не, апсолутно никогаш не се одговара, не се одговараат партнерите, никогаш проблемот во другиот партнер, никогаш нема проблем, едноставно
реално не се случува Не, нешто, да. Значи не мора да значи дека нешто со жената не е како што треба во смисла здравствено, па затоа не бива. Значи тие работи има примери каде што се кристал, се стоп наоди, стоп анализи, 10 пати се обидуваат, не успеваат. Се разделуваат и наоѓаат други партнери и по после природен пат успеа, остануваат. Значи да. тоа е реалноста. Да. Така што јас секогаш велам, секоја жена си го знае своето тело. Тука нема мешање. Значи жената е газда на своето тело. Секој, да. Во овој случај зборувам затоа што Да. процесот оди низ жената, да. Реално жената го процесира целото тоа, жената ги носи сите тие работи и физички и на себе, и жената треба да одлучи кога ја е доста, кога може, кога не може се. Така што како и секој човек, така и во овој случај, значи одлуката е си ја прави човекот за себе. Нормално. И ја имав исто така еден случај, бидејќи знаеш дека не знам уствари колку знаеш дека имав операција, дека имав тумор на тестиси, Како не, имам ние само еден зборувавме за тестис, тоа нели да. со тебе, да. И не знаев дали ќе можам да имам деца, нели се тоа и значи као ќе кажа, ја викам као ќе каже оној горниот дека Да. така. Да, ме ти имаше доста преокрети додека стигна до тој Многу, момент многу, и нели да. на многу пати сме го збореле тоа со тебе, се прашуваше зашто вака, зашто Да. така, сега гледаш дека така требало да биде. Така требало така? да биде. Значи Да. као ќе каже оној горет, мислам дека така. Ете тоа, ете тоа е тоа. Ајде маце на поведри теми, веко за последно прашање, кажи ми, многу сакаш често да патуваш, па кажи ми нешто околу тоа. Каде идеш, каде патуваш, дали уживаш во Многу. тоа, со кого, Многу. како? Се патувам, сакам и сама да патувам, секако и со луѓе, и со друштво, и сама ми е окей. Сега баш ќе одам на 3 март одам во Германија на 2 недели на еден семинар за женско лидерство. Ќе бидеме жени од целиот свет, 2 недели во Германија и ќе развиваме стратегии како да ги зајакнеме жените во свет. За мене измислено. Као се против мажите да се Не, да се обединиме. Да се обединиме во банда и многу интересно ќе биде затоа што жени од цел свет, гледав таму имавме состанок од Америка до Кина, значи од цел свет. И тоа сигурно очекувам да видам Значи таму да не се појави некој маж нема простор. И така и летос ке исто планирам да патувам, сакам да искористам сега. Каде си била до сега? Па на многу места сум била. Кој ти е едно од омилените? Освен Барселона, да тргнеме на страна, Лондон. таму веќе се живее. Лондон. Не е таму врнежливо цело. Многу ми се свиѓаше, бене таа преубав, паркови, историја, многу сакам. Лондон, во Њујорк исто имам 2-3 месеци поминато. Маце како да поживеав таму. Њујорк е печат уникатен град. Не сум ја посетила Азија, само во Сингапур сум била, не сум била во Кина, многу сакам да ја посетам Јапонија на пример. Имам исто Значи, што уживаш уживам шеташ. култури нови, на Бали сакам да одам, не сум била. Тоа сад да те прашам, не те влечат такви некои екзотични места со плажи, со Да, морење, и со тоа, се, и со тоа, и тоа. океани, Како минуваат годините, се повеќе сваќам дека патувањето е лек за душата, Па значи да, па дефинитивно. маце се пуниш со позитивна Да, енергија и се враќаш друг човек, запознаваш луѓе и никогаш не знаеш како што ќе се случи, да. На кај ќе те однесе Така е, патот. така е. Одлично, мислам дека супер си го живееш животот. Кажи ми за последно прашање. Сега ќе биде последно. Ветувам. Да. Кои се плановите на Ксенија освен Better Woman, Better World? Книгата да излезе, нели тоа сега се мислам дека не мислам него сигурно на пролет, мислам дека некаде за кратко време ќе можеме поконкретно да најавуваме, уште се процесира целата ситуација, ама се наредија коцки. Ќе ми кажеш и на мене, ја исто ќе ја промовирам. Да, секако. Мислам стварно ми е многу драго што се поддржуваме во такви работи, затоа што знаеш и ти. Зависи кој, добро. Ама ние барем затоа што знаеш дека малку сме така, нели, цело време сакаме нешто да создаваме. Малку сме нормални. Малку сме луѓе останати и цело време сакаме нешто да создаваме. Поддршката е многу значајна. Да, дефинитивно. Така да, ете кој има промоција ќе дојдеш со сопругата заедно ќе дојдете обавезно. И тоа е новото. Сега тие две работи ми се цел, другото оставам да видиме како ќе биде. Полека све ќе си дое на свое место. Да. Фала ти многу за гостувањето. Јас сакам да ти подарам некој поклончиња од нашиот спонзор Apollo. Се имаме ваква пластична кеса. Фала многу, нема преубаво. Видите, имаме сега
нов женски новчаник од так. Леле што Од нашиот, гледаш. И како ти го. Нема врска, ама Е, нема, фала ова е многу. Исто, Фала женски многу. новчаник од такт, пошто ова ми испаднала. Фала многу. И да ги поздравам моите други спонзори, Акција 24 МК и Кафана Кафана. Ќе идеме некад, Па, не знам дали пушташ кафани? Поштувам зашто. Да, не. че Нема не знам, врска, може музика. не пиеш Да, алкохол, се, музика, ама друштво, музика и ја се. таман работа. Фала ти што дојде уште еднаш, мислам дека гледачите ќе научат нешто од тоа што го кажа ти, дека ќе им даеме некоја мотивација и се гледаме наскоро пак. Наскоро. Зашто да не? Да, да. А вие останете ми со здравје, драги мои. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбаки!